Кажи ми зошто си тука. Колку време си таму и зошто си таму? По сигурна куќа сум веќе по трети пат, затоа што овој последниот пат ми беше потребно привремено предстој, пошто изгубив работата баш поради коронавирусот и затоа они повторно пристапија и прифатија за да ме згрижат на привремен предстој се додека не најдам нова работа и додека не застанам повторно на свој нозе. Првиот пат, за жал, бев поради семејно насилство, но не би баш да навлагам тоа тема, пошто поната поради лични приватни причини. Али се на се, овие вториот и третиот пат што сум тука, односно е баш поради тоа што за жал ја изгубив работата поради ковид ситуацијата, кој што не само јас, верувам и многу други исто завршиле на таков суров начин, односно ја изгубиле работа. И буквално остана на улица, мораше да бидеш, да се згрижиш тука, да се сместиш тука, така? Па да, едноставно, како да ви кажам, немате друго чаре, нормално дека самиот газда на киријата си ја бара својата кирија на време или ајде, можеби ќе ти даде отстапка од една недела, максимум до две, поише не може да оди и вие знаете дека самите не можете да го исплатите месечниот придонес за киријата и да, тоа преостанува едноставно. Мислам, никој не би ве оставил да останете без пари да живеете кај него, нормално и он сака да прима од него. Сега веќе работиш за собствени нозе? Скоро се вработив, има скоро месец дена, така да за сега е добро, но сега е повторно што го воведува ова да не работаат овие 2 недели рестораните. Тоа е малце не попречува, пошто гостиот надвор, односно гостиот Скопје, пример, или од некој други град не смеа да доаѓаат, освен ако не простојуваат у хотелот. Значи никој не смее, тоа се сите мерки, рестораните не работат. Така да сега ќе видиме како ќе се одвива тоа и ние чакаме. Ако продолжи по овој степен и ако не дај Боже за мене, не дај Боже се одоблечи ова што го најавија дека ќе биде као демек нема да работат угостителските објекти, тоа е стварно за многу луѓе и млади и зрели фатално ќе заврши, пошто реално без примајна живееме сите по различни средини, некои плаќаат кирија, некои имаат што да хранат фамилија или нешто слично, тоа и стварно е жално. Жално е од аспект на тоа дека буквално се скратува се и се што животот буквално се скратува, пошто немаш примајно никаде, не си обучен за некои други струки. Пример, јас имам 20 години и јас до сега само таа работа сум ја работел реално и нормално дека ќе биде многу тешко да започнам некоја друга работа, првенствено со тоа што не ја препознавам работата, после тоа треба да учиш, па дал ќе успееш знакот прашалник во тоа, така да ситуацијата е малку тешка сега. Колку можеш да останеш тука? Јас верувам дека ти се обидуваш да најдеш работа и да застанеш на свој нозе за да можеш нели понатаму самостално да екзистираш. Колку може да останеш тука во ова сигурна куќа? Се извинувам. Предстојот во сигурна куќа се според некои принципи прописи, според куќниот ред, трае од 3 до вие имате простор од 3 месеци, па ако не се снајдете во тие 3 месеци, трае до 6, али услугите на сигурната куќа и самите менаџери и основачи на сигурната куќа ти пружат
баш она максимално што можат да окружат од самите себе и баш се трудат и да успееш и ти дават доволно простор и предстои и за да заштедиш и да успееш нешто, за да бидеш самостоен после тоа кога ти искочиш од тоа. Пошто реално, како што кажав, привремено престој, али стварно ти нудат еден доста добар простор за да се совземиш прво, ако си нешто доживеал лошо. Тоа процес на рехабилитација, како што го викаат, потоа ти помага за пронајдување работа, учиш некои работи кои што воопшто не си ги превземал или не си ги практикувал. Јас стварно тука, што се вика, се научив како е да водам самостоен живот и како е да чувам дом, благодарение на услугите на Сигурна куќа и работените, така да нудат доволно простор кога и самите гледаат дека веќе ние, односно корисниците на Сигурна куќа, можеме да успееме понатака сами и тогаш стигнуваме до тој разговор кога треба да Имате психолошка помош? Има нудат и психолошка и правна помош. Например, некој ако има проблеми со некој судење или со било што, правната помош секогаш ја нудат и тоа се е бесплатно. Правна помош, психолошка помош, што е доста добро и за здравствени услуги, за било што нам ни е неопходно, они секогаш биле тука и секогаш го направиле тоа возможно на некој начин. Доста има тоа борење, они буквално водат борба со се само за да обезбедат се како што треба. Сигурно имаш контакти со твои пријатели. Каква е ситуацијата со надворешната средина, со луѓето од надвор, во целата оваа нервоза и фрустрација во периодот сега кога луѓето не излегуваат или се сконцентрирани на едно место? Дали има напади, насилство, провокација од други луѓе кон луѓето од ЛГБТ заедницата? Секако дека има. За жал, овој период најпојќе што се одразува на психолошкиот дел на човекот, а потоа и физичкиот дел. Така да, има, се чувствува таа омраза и уште тоа поголемо зголемување на хомофобијата кај некој, пошто сега и со самите социјални мрежи и со самата ситуација која што ја создаде короната, многу се осмелија да направат као да кажат кој се што се, али и многу завршиле на тоа баш на таа хомофобија и таа омраза и тие физички напади и многу други работи, кои што реално не дека еден геј не би посакал тоа да се деси, него апсолутно никој не би посакал да се деси. Пошто како многу мина што потенцирале тоа како некој што викаат као ако го пуштам детето и ако ги види надвор геј луѓето, демеки тоа ќе стане геј. Не геј, не се станува туку така, него тоа се раѓа. Да можеше, секој можеше да биде геј или секој можеше да биде научник и сите тие работи. Така да ова е вродено, некои други науки и некои други работи, вештини се учат. Но за жал менталитетот во Македонија е многу назад и јас искрено се надевам дека ќе имат многу похрабри лица кои што ќе се појават и кои што ќе го кажат своето јас и дека некако ќе дојде до израз тоа што ние сакаме да го постигнеме и сакаме. Дали си прифатен на твоето работно место? Дали знаат и што очекуваш сега кога ќе дознаат? Кога ќе те видат?
пошто сега, еден месец, како што ви кажав, сум во новата работа и не знаат, али прифатив на ова од причина што едноставно кога или како сепак ќе се дознае. Така да не знам како би биле реакциите, пошто работам во доста комфорт зона. Мислам, доста од повеќето работни места во Скопје и општо во Македонија се комфорт зона за ЛГБТ лица, али искрено се надевам дека реакциите би биле некако по разбирливи, но самото тоа што работам со луѓе и со муштери, самото тоа што работам со нив и они ти дават на некој начин таа хемија или таа енергија што ја пренесуваат кон тебе е исто доста толку важна за ти да продолжиш да работиш на тоа работно место. Например, ако некој ептен има предрасуди или е многу хомофобичен, може би да не доаѓа у ресторанот каде што работам јас, пример, и самиот газда може да ти се обрати и да каже, значи се дешава нешто чудно, пошто така луѓето почна да не доаѓаат, може би поради тебе или нешто слично. Се дешава често пати такви работи. До сега со мене таква работа не се десило, али знам дека се имаат десено и имам слушнато случаи и од други пријатели кои што стварно се без везе, али и стварно се жални за да ги слушнеш. Пошто реално уште луѓето не сваќаат дека тоа никој не наштетува тоа. И ние живееме како и сите нормално и сакаме нормално и сакаме да бидеме нормални ние сме, ама сакаме да бидеме нормално прифатени, како и да не гледа тоа нормален човек, а не вака како не знам. Буквално за нив го занемаруваат прашањето на силување и на многу по-фатални работи ги занемаруваат, него се бават со ЛГБТ лица и дека тие се изрод и исто така што сакав да се надоврзам и јас сум еден од тие кои што сум добил голема омраза, односно хейт на социјална мрежа TikTok, пошто се имав експонирано таму дека сум геј и као повеќето, односно 90% од коментарите кои што ги добив дека сум изрод, дека заслужувам смрт, дека и многу други работи кои што едноставно влијаат на психичкиот на психичката состојба на човек. И посакувам среќа во животот и да си го оствариш твојот пат, твојата замисла. Благодарам. Благодарам многу.